утро и до вас, токму така од терен ќе најавиме кампањата на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, која што е во тек. Станува збор за кампања која што е насловена "Паркирај совесно, постапувај одговорно". Станува збор за кампања која што именно целта на самата кампања е да унапреди самата свест и сообраќајната култура, но како поточно да се паркира соодветно и како всушност соодветното и правилно паркирање влијае на безбедноста во сообраќајот. Многу повеќе на оваа тема во продолжение слушаме од мојот денешен гостин Дејан Антоновиќ. Добро утро и добро дојдовте во Утринска. Добро утро до вас и вашите гледачи. На самиот почеток, како несовесното и неправилно паркирање влијае на самата безбедност? Па првин самиот наслов кажува на оваа кампања "Паркирај совесно, паркирај одговорно", да укажеме до возачите дека не само возењето, туку и паркирањето и запирањето многу влијае врз безбедноста на сообраќајот, влијае врз протокот на сообраќајот пред се, потоа нели кога е паркиран некој на погрешно место, сакате да го заобиколите и тогаш ризикувате да дојде до некоја сообраќајна несреќа, ја загрозува безбедноста на пешаците, на децата, на постарите и сето она што доколку сте неодговорни во сообраќајот може да ви се случи. Поради тоа и паркирањето има и правила и прописи, има пропишани паркинг места, знаци каде смее, каде не смее да се запре и да се паркира. И на крајот на криштата сакаме да ги потсетиме сите оние што управуваат моторно возило дека нивната одговорност не запира таму каде што ќе го запрат возилото, туку и каде ќе го остават. Затоа и секоја година ја правиме оваа кампања, да потсетиме, укажеме и осочиме, да ги на некој начин подсетиме сите оние возачи каде, како и кога смеат да го остават возилото. Паркирањето и одговорноста на управување со моторно возило продолжува и кога ќе го ставите моторното возило, бидејќи и тогаш тоа возило на некој начин, иако исклучено од сообраќај, сепак е на површина каде што ја користат граѓаните и пешаците и сите оние кои се учесници во сообраќајот. Кои се оние најчести грешки на учесниците во сообраќајот во однос на самото паркирање? Можеме да видиме низ градот како неодговорното запирање на десната лента прави обично да блокира цела една лента, па од 3 ленти на булеварот имате 2 и вие ако се најдете во таа лента морате да го претекнувате бидејќи тој запрал и чека нешто или отишол нешто да земе на кратко. На објаснувањето зошто ја оставаш колата тука обично ќе ти велат 5 минути. Токму тие 5 минути може некој да претекнува во тој момент, некој друг да помине и да дојде до сообраќајен инцидент или сообраќајна несреќа. Затоа апелираме до сите оние кои управуваат моторни возила да не запираат таму каде што не треба, да не запираат на кривини. Тоа сакам секогаш го укажувам и на јавниот превоз и прецен или на такси возилата, гледаме како знаат на кривина да запрат каде што е најопасно или на пешачки премин или на место каде што има проток на коли и тоа возило што е запрено и 5 минути може да го попречи тековната динамика на сообраќајот. Затоа апелираме до сите граѓани, до сите учесници во сообраќајот да бидат одговорни и така и насловена кампањата "Паркирај одговорно, паркирај совесно", се со цел да ги намалиме ризиците од евентуални сообраќајни несреќи. Токму и тоа сакав да прашам, дали всушност оваа грешка е најчеста во однос на такси превозот? Не, сега неким да посочувам категорија на учесници во сообраќај. Јас велам во сообраќајот нема неодговорни и одговорна категорија на учесници во сообраќај, туку има неодговорни и одговорни поединци. Затоа апелираме до сите граѓани. Сега јас го земав тој пример, но има многу примери на обични оние возила, приватни возила каде што запираат, излегуваат, влегуваат, купуваат и нивниот миг од 2, 3, 5 минути на запреност на некој може да му значи многу да го чини во безбедноста на сообраќајот. Затоа и во градот имате одбележани паркинг места каде може да запрете и на крајот на криштата има знаци. Сега не треба да објаснуваме дека не треба да запрете на кривина или да запрете на пешачки премин или да запрете кога зад вас има колона на возила и вие да исклучите цела една лента поради некои ваши да кажеме тековни обврски. Затоа апелираме до сите граѓани, односно учесници во сообраќајот, покрај одговорноста на движење, да ја имате одговорноста на паркирање на возилото.
Ваква кампања од ваков карактер се одржува секоја година, како што напоминавте. Колку всушност влијае на сообраќајната култура спроведувањето на вакви кампањи? Вака, првим да кажам дека нашиве кампањи цела година, нели имаме кампањи за разни тековни активности во склад со календарот на активности. Во конкретниот случај покрај нели ни заврши зимска кампања, почнува пролетно-летна кампања, доаѓаат матури, доаѓаат кампањи за мобилни телефони да не се употребуваат, кои исто така влијаат врз безбедноста во сообраќајот. Секоја година во ова време имаме кампања за паркирање и се разбира за пешаците, велосипедите, тротинетите, бидејќи и покрај утринава какво е времето, доаѓа топло време, луѓето се пораздвижени, има повеќе луѓе на улиците и мораме зголемената фреквенција на учесници во сообраќај да ги потсетиме на нивните обврски и одговорност која учествуваат во сообраќајот. Значи да бидат одговорни, концентрирани и да ги почитуваат правилата, прописите и пробишаната сообраќајна сигнализација. Во контекст на вашето прашање, нашите кампањи, ние ги повторуваме кампањите и има резултат бидејќи на момент ги потсетуваме граѓаните за сите оние последици доколку тие евентуално се однесуваат неодговорно во сообраќајот. Пред самиот крај, освен што ова вклучување е апел до нашите гледачи генерално за паркирањето, за совесното паркирање, што е оно друго кое што сакате да го порачате до нашите гледачи? Зборувам за другите учесници во сообраќајот, велосипедисти, оние кои што се возачи на автомобили и слично. Првим до пешаците дека и самите пешаци имаат одговорност, немаат само предност и права. Пешаците како најмасовна категорија на учесници во сообраќај, сите ние првин сме пешаци, па потоа се друго, нели? Сакаме да ги потсетиме на нивните дека тие немаат само предност, туку имаат и одговорност во учество во сообраќај. Се знае каде се преминува улица, се знае како се преминува улица и кога се преминува улица. Да ги потсетиме дека тие не се по дефолт имаат предност и може да поминуваат каде сакаат, туку каде требаат. Не за ништо друго, туку покрај правилата и прописите го ризикуваат својот живот и животот на останатите учесници во сообраќајот. Исто така апел до велосипедите, овие скутери кои ги возат мали, но велосипедите пред се и електричните тротинети да се однесуваат одговорно, да подигнат својата сообраќајна култура, да возат таму каде што им е место, при премин на пешачки премин со велосипед или тротинет да го држат правецот, да не да одат лево десно на пешачкиот премин, да поминуваат таму каде што има простор на пешачки премин, како што е на една црвена лента од страна, а која нема, значи треба да се симнат од велосипедот или од тротинетот, бидејќи и велосипед, и тротинет, и сето она, сите тие превозни средства се возат таму каде што има услови. Вие и да имате велосипедска патека, ако нема услови да го возите велосипедот, симнете се од него, го ризикувате својот и животот на останатите пешаци. Исто така, значи, до пешаците, велосипедистите, мотоциклистите, но и до возачите. Да го подсетиме цела година, тоа го подсетуваме. Има три најопасни, најказнувани, но најопасни пред се прекршоци, а тоа е возење под дејство на алкохол, возење со неприлагодена брзина и непочитување на сообраќајна сигнализација, односно нели поминување на црвено или како веќе е преминувањето. Апелираме до сите учесници во сообраќајот, алкохолот и возењето не одат заедно. Ако пиете, немојте да возите, ако возите, немојте да пиете. Во однос на брзината, да се вози пропишана брзина, независно дали има камери во градот или можеби тука нема камери во градот. А брзината е одредена во склад со безбедноста на сообраќајот и не е важно дали ќе ве детектираат или не, туку се работи вие да бидете одговорни додека учествувате во сообраќајот. Апел и до оние кои треба да ги регистрираат своите возила и кои треба да имаат возачки дозволи. Возачката дозвола значи дека сте подготвени да учествувате во сообраќајот, а тие што немаат возачка дозвола не се доволно обучени и го ризикуваат својот живот и животот на останатите во сообраќајот, а во однос на нерегистрираните возила апел дека тие технички прегледи се во контекст на тоа дека имате исправно моторно возило, бидејќи многу сообраќајните несреќи доаѓа и поради неисправност или откажување на одреден дел на деловите на возилата. Значи апел да бидеме одговорни, да подигнеме јавната свест во сообраќајот, да подигнеме сообраќајната култура и да го намалиме бројот на сообраќајни несреќи и да дојдеме до посакувана бројка 0 жртви во сообраќајот.
Ви благодарам за одвоеното време и што имавме можност утринава да ги потсетиме нашите гледачи дека безбедноста во сообраќајот е најважна.